Метео, Велес. Чекор пред времето. Ајде да направиме малку подолга временска прогноза, некаде до кај 10 јануари ќе ви презентирам временска прогноза. Поретко се јавувам и нема потреба да се јавувам цело време, бидејќи последната прогноза што ја кажав и така е. Вакви снегови, такви снегови, накви снегови, ете се виде каде заврна снег на повисоките места, на ниските места, оние кога велам ниски места, под 200-300 метра немаше снег. Одиме сега понатаму, значи во текот на утрешниот ден, вторник, понекаде ќе има врнежи од снег, еве гледаме бели точки, ќе има повремени локални врнежи од дожд. Меѓутоа снег има на повисоките места. Некаде околу Кулмановскиот регион, помеѓу Скопско-Кулмановскиот регион, поточно високите места кај Ѓуриште, Криво-Паланечко, Кочанскиот регион, реоната Пјашковица, Беровскиот регион, потоа кај Кожув, на високите места, јужно од Кавадарашко кон Кожув, и потоа во текот на попладневните часови ќе има и врнежи од дожд. Ете, тоа што ќе се случува во текот на утрешниот ден, вторник. Значи, локално понекаде не се очекуваат некои некакви врнежи. Среда ќе има преодно стабилизирање на времето, ќе има понекаде врнежи во текот на попладневните и вечерните часови, некаде во северните, северозападните делови, на некои места, меѓутоа во поголемиот дел од денот ќе биде времето постабилно. Што се однесува за четврток? Значи, што се однесува за четврток, еве гледаме во северните, северозападните делови, потоа североисточните делови, југозападните делови, ќе има понекаде врнежи од снег на повисоките места, но и на некои пониски места можно веќе да се симнува висината надморската височина на врнежи од снег и на места под 800 метри. Што значи дека во југозападниот дел околу Охридско, Преспанскиот регион, некаде на повисоките места кај Ресенско, потоа Галишица, Галишник, Крушевскиот регион, Македонски Брод, можни се врнежи од снег. Ќе има локални врнежи исто така, не на секаде, значи да нагласам, нема да има на секаде, на ниските места да не се очекува, таму доле Гевгелиско, Беровско, потоа што Богданци и некои други места, тешко таму снег да заврне, и ако заврне, тоа ќе биде микс до снег. Тоа значи за четврток ќе ги гледаме врнежите. Источниот дел од Македонија, потоа рековме западниот дел од Велес, јужно-скопскиот регион, повисоките места околу Солунска глава, надоле Прилепско, можно е во Прилепскиот регион, бидејќи тоа е над 400-600 метри, Битол е над 600 метри, така да можно и таму да има понекаде локални врнежи од снег. Значи ова го велам за четврток. Одиме сега веќе према петок. Значи, некаде кон попладневните часови можно да има појава на врнежи од снег и дожд понекаде, меѓутоа не толку. Сабота, викендот исто така се очекуваат локални врнежи од дожд и понекаде нестабилно време. Засилен ветер, гледаме оние извишници дека можно е некаде да има и појава на краткотрајно невреме. Кога ќе велам невреме, не значи кој знае какво, меѓутоа таму кај што ќе има врнежи, можно е да има и наноси од снег, посебно на планинските превои, Пресека, Ѓавото и на некои други места, Плетвар. Значи, тоа ќе бидат локални, не на секаде. Значи, што не повторувам, не буквално на секаде низ цела држава. Некои најавуваат дека не знам кои знае какви снежни бранови ќе има. Да, ќе има врнежи понекаде, на високите места не станува збор и на некои места можно и под 600 метри да заврне дожд, да заврне снег, меѓутоа снег на најниските места, оние Гевгелиско, Богданци, Воландов, места кои што се над 50, 60, 70, 80, 100 метри, тешко да заврне таму снег. И доколку заврне, тоа ќе биде краткотрајно, може би сантин два малку да пробеле, меѓутоа многу тешко таму. Барем докај сабота, недела. Временската прогноза ќе биде подолга, меѓутоа подетално објаснување давам. Еве гледаме точки каде ќе има, тоа значи за сабота и недела исто така понекаде се очекува да има локални врнежи од снег. Понеделник исто така се очекуваат и следната недела понекаде да има локални врнежи од дожд и снег, меѓутоа реков не на секаде. Да нагласам дека во текот на следната недела ќе има и врнежи од дожд, ќе има и врнежи од снег.
Некаде може да бидат позасилени врнежите од снег, а некаде и да ги нема ич. Меѓутоа, да нагласам дека во текот на следните денови, поточно од кај викендот па понатаму, има и доста ниски температури. Значи, некаде од кај викендот и понатаму има доста ниски температури. И еве, кога сме веќе кај температурите, еве, гледаме дека температурите на високите места во текот на следните денови, поточно некаде од кај сабота, недела и следната недела, до кај средината на следната недела, температурите би се спуштиле на некои места и до кај минус 14-15 степени. Тоа го велам на високите места, а додека на пониските места температурите би се движеле помеѓу 6, 7, 8 и минус 10-12 степени. Гледаме во западниот дел Кеберовскиот регион ќе се спушта до кај 12 па и 13 степени. Во западниот дел некаде минус 13, 14, 15, па можеби минус 16 степени на оние високи места. Шарпланина, потоа високите места околу Галичица, Солунска глава. Таму температурата ќе се спушти и на минус 15-16 степени. Значи, оној дел, северозападниот дел, шарпланинскиот дел. Значи, ќе биде доста студено. Тога може да речеме дека навистина ќе биде студено. И преку ден температурите ќе бидат некаде од кај минус 1, 2, 3, 4, 5, 6 на некои места. Значи и преку денот температурите ќе бидат негативни. Гледаме дека долж по Вардарието, Скопскиот, Велешкиот и надоле температурите ќе бидат негативни. Дури во Гевгелискиот регион температурите ќе бидат минус 5 степени. Што се однесува за ветерот? Исто така ќе има на моменти и доста засилен ветер. Еве за ветерот, на ова мапа може убаво да се види дека ќе има доста засилен ветер. Студен ветер ќе го менјува правецот и брзината на ветерот би достигнувала некаде над 70, над 80 км на час. Најзасилен би бил долж по Вардарието, па и на југоистокот од државава, и на западните делови и во истокот ќе има доста засилен ветер, некаде брзината на ветерот ќе надминува и над 70-80 км на час. Значи, уште еднаш да кажам дека во текот на утрешниот ден ќе има поретки врнежи од снег и дожд, микс дожд снег на пониските места, некаде 500-600 метри. Снег се очекува некаде четврток, петок, сабота, повремено локални врнежи од дожд и снег, не насекаде. На ниските места, оние најниските места, тешко да заврне таму снег, Гевгелиско, Валандовско, Богданци, меѓутоа можно и таму да пробелее, да речеме самтин 2, меѓутоа сепак барем за сега модулите не покажуваат на оние места дека ќе има снег. И доколку ги има, тоа ќе биде сосема слаба, тенка снежна покривка. Ова го кажувам, значи, за текот на наредните денови. Не кажувам точно дали ќе биде четврток, петок или сабота, значи во текот на наредните денови. Ова е прогноза до кај 10 февруари. Значи, студено време, променливо време ќе има повремено затоплување преку ден, меѓутоа нема да не надминуваат температурите над 10 степени. Утринските температури ќе бидат негативни и вторник и во следните денови, и реко во текот на оние денови некаде на кај викендот што следува и следната недела температурите ќе се симнат и двоцифрени до кај 15-16 степени на високите места, долж по Вардарието минус 4, 5, 6, 7, 8 степени. Ето ова е што се однесува за временската состојба во Македонија, некаде од кај утрешниот ден па до кај 10 февруари. Зимата е тука, можно е да не изненади некаде и да има доста повеќе снег на некои места, меѓутоа нема што да ги изненади одговорните. Зимо е. Ви благодарам на вниманието. Метео, Велес. Чекор пред времето.